Кога го пуштивме сообщението од Централниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, излегоа многу шпекулации заради еден збор во сообщението, а тоа е зборот борба. Ние напишавме ќе се бориме. Денес јас ќе им кажам што значи зборот борба и што значи да се бориш за Македонија. Денеска сите ние овдека ќе им објасниме како се сака сопствената држава и што се прави за неа. Да се бориш за Македонија значи дека цела Европа намалува плати или пензии или социјална помош, ти не само што не ги намалуваш, туку и ги зголемуваш онолку колку што си ветил, пред да знаеш дека воопшто ќе надојдат две едни по други кризи во светот и Европа. И при тоа да ја задржи земјата меѓу 5-6 најниско задолжени држави во Европа. И не само тоа, туку и кога малку од малку ќе се убложи кризата во Европа, да имаш трет најголем раст на економијата во Европа и да се доведеш во ситуација да можеш позитивно да изненадиш со нешта кои не си ги најавил, не си ги ветил, а ги правиш. Како што ние годинава, социјалната помош, наместо заветените 5%, правиме подготовки да ја зголемиме за 10%, почнувајќи од јуни годинава, за да им се помогне на најранливите категории граѓани. Иако не дадовме ветување пред изборите, сепак деновиве работиме на планирање на еден проект со кој сакаме на сите студенти, на сите државни и приватни универзитети кои за прв пат запишале 3-та или 4-та година, а чии семејства немаат поголем месечен приход од просечна нето плата во Македонија, која во моментот е околу 21.500 денари, да им овозможиме бесплатно да дојдат до таблет со тастатура, се со цел да им помогнеме да се здобијат со поквалитетно образование и знаење, со повеќе можности и шанси, и еднакво со оние родители чии што заработки и приходи се поголеми. Така ние се бориме за Македонија. Тоа е нашата борба. Ова ние го мислиме кога говориме и кога го спомнуваме зборот борба. Тоа е нашата борба. Тоа е борбата на ВМРО ДПМНЕ и оваа коалиција.